Народен театар Битола го запозна во зградата на стариот Битолски театар, но нашето заедничко и вистинско живеење театарско започна со моето вработување во далечната 84 година во новата зграда. Беше чест и почит да се почне да се работи со легендите на тогашниот Народен театар Битола, кои го оставија за нас долгот и обврската да го продолжиме она што е втемелено во Народен театар Битола уште пред 80 години. Театарот има многу успеси, бројни награди, признанија, благодарници, но за мене најголемиот успех на овој театар е секој излегување надвор од рамките на градот, на Македонија, надвор во светот, во многуте земји низ Европа, Америка, Австралија, Канада, Русија, Кина, затоа што тоа е вратата што Битолски театар ја отвараше за културата, македонската култура во однос на светот. Но сепак ќе заокружам со врвот на тие излегувања надвор и представувања на македонската култура учеството на Шекспир Глоб театар, културната олимпијада која се одигра во 2012 година. Што е Народен театар? Народен театар Битола за мене е срцето на градот, срцето на културата, срцето на Македонија, срцето што чука во ритамот на македонската култура и македонскиот јазик. Па јас имам скоро 7 децении живот, а од тие 7 децении, 5,5 децении сум во Народниот театар Битола. Почнав во младинската сцена на Народен театар Битола во далечната 71 година, потоа се запишав на академија и се запослив во Народен театар Битола од 1 септември 1979 година. Значи, како професионален актер бев 42-3 години. За тие години остварив околу 170 улоги. Се надевам дека оставив некоја трага во театарот. А инаку, како големи успеси на Народен театар Битола, би спомнал една од култните представи. Првите култни представи беше Свадбата на Мара на Љубиша Георгиевски, потоа Црна дупка на Бранко Брезовец, Подземна република во режија на Владо Цветановски и Парите се отепувачка во режија на Љупчо Георгиевски. Секако дека треба да се спомне и гостувањето на Народен театар Битола во Глоб театар во Лондон со представата Хенри VI. Па мислам дека Народен театар Битола навистина е еден бренд на театарското живеење во Македонија. Како што кажав, значи, најголем дел од мојот живот го поминав во театарот, на театарските штици и мислам дека со ансамблот на Битолскиот театар оставивме значајни траги во театарското живеење во Македонија, надвор од Македонија. Имаше многу значајни турнеи низ светски театарски сцени и така да Битолскиот театар представува еден од врвовите на театарскиот живот во нашата држава. Моите почетоци во Народен театар Битола се од далечната 1971 година, кога како гимназијалец станав член на младинската сцена на театарот под раководство на Владимир Гравчевски, актер, кој ја сади љубовта кон театарот. Потоа, 1990 година, станав член на театарот како режисер, драматург и од тогаш до пензионирањето мојот театарски живот го поминав во овој театар. Направив во овој театар, мислам дека нешто околу 35 представи. Настан кој на некој начин би го издвоил од животот на Народниот театар Битола, секако пред се мислам дека е представата Свадбата на Мара, од далечната 1976 година. Пред се затоа што тоа е представа направена по текст од битолски автор, на нашиот
голем Владимир Костов, потоа од битолски режисер режирана, извонредниот режисер Љубиша Георгиевски и направена со своји собствени сили на Битолскиот народен театар, ансамблот на Битолскиот народен театар. Тоа не само што беше мегница која отвори патот на меѓународните успеси на Народен театар Битола, туку на некој начин беше и естетска меѓница која го трасира патот на модерниот театар. За мене Народниот театар од Битола е светилник на културата, чија светлина досегна далеку, до Австралија, Америка, Канада, Азија и сите поголеми центри, европски поголеми центри и центрите на бивши југословенските републики. Кога еднаш во театарот се влегува, многу тешко се излегува. Тоа се случи со мене. Во далечната 60-та година, за прв пат во театарот влегов преку представата Чудотворниот свет во режија на Петар Стојковски Бабец, како балерина од групата која што влеговме од основното училиште Кирил и Методи. Тоа ми беше првото влегување во театарот и се понатаму како гледач во театарот влегував на детските представи и 73-та година точно започнав повторно со една детска представа, тоа е представата Педаче, повторно во режија на Петар Стојковски Бабец или Чичко Бабец, како што го викавме. Тоа беше за мене навистина со голема љубов работа, со многу представи, бидејќи бев суфлер. Меѓутоа, она што би можела да го одвојам од тие извонредни представи кои што беа на репертуарот на Народниот театар, тоа е представата Свадбата на Мара, каде што јас бев суфлер, последна представа на моето суфлерско работно место. Представата Свадбата на Мара беше представа со која што Народниот театар излезе од анонимност, поточно од границите на нашата држава или република, на сите бивши простори на Југославија, на сите фестивали, представа која што на фестивалот во Сараево, малите експериментални сцени, ги доби скоро сите награди, представа која што учествуваше на Стерино позорје, представа која што учествуваше на Интернационалниот фестивал во Љубљана, представа која што учествуваше на Дубровачки летни игри, на Сплитско лето, представа која што навистина направи бум надвор од нашата земја. Па што би рекла за театарот? Театарот е едностенско волшебство. Театарот е магична колективна игра, а за мене театарот е една голема и голема силна емоција. Моите почетоци почнаа во 1981 година, сосема случајно со статирање во представата Антице. Од тоа се раде многу мали улоги, сум статирал во многу представи, сум имал помали улоги во многу представи. Што би рекол за театарот? Театарот е една магија која уште 100 пати да се родам би сакал да работам во овој театар. Многу турнеи, многу другарувања, многу пријателства кои ден денес траат. Успеси на театарот. Само да се снимат овие витрини и овој зид и секи биде јасно колку овој театар има успеси доживеано до сега.